другари и другарки, почитувани пријатели, драго ми е што денеска сме повторно заедно, со дел од вас се видовме вчера во градскиот одбор, исто така на овој светол датум за македонската историја и како што претходно господјата истакна дека ниту придобивките од асно, ниту придобивките од давној ние треба да ги заборавиме, туку напротив треба да ги негуваме, да ги почитуваме, затоа што практично тогаш се ударија темелите на современата македонска држава, која што ние денеска можеме слободно да живееме, да твориме, да ги воспитуваме нашите деца и да ние како нација се афирмираме себе си културно и на спортски план и на научен план и било како сегде во светот, токму како резултат на придобивките што сме ги добиле од таа наша народно-ословителна борба, за која што навистина јас лично сметам дека и сите млади луѓе во Република Македонија се гордеат. Јас оваа година прв пат бев на Кадињача. И морам да ви кажам, бев изненаден колку убаво изгледа тој споменик. Што значи дека српската влада и денеска, иако таму има контроверзи, обиди или успеси за национално помирување меѓу четници, партизани и така натаму, немате појма колку убаво изгледа споменикот, како да е вчера правен на Кадињача. И како се одржува и така натаму, и таму пишува дали си знал друже, овде е погинал батаљон Цел. Пао е 14 километар, ал Кадињача никада. Се кажат 192 борци на работничкиот батаљон погинаа таму на Кадињача за да обезбедат остапница на врховниот штаб. И навистина сметам дека и ние овде во Македонија исто така спомениците кои што ни останаа од народно-ословителната борба треба да бидат наши споменици на културата. Треба ние да ги одржуваме, да ги посетуваме и да ги афирмираме како споменици кои што треба нашите идни генерации да се сеќаваат на херојствата кои што вие ги направивте во тие 4 години и што ги удрите темелите на нашата држава. Денеска, на крајот на оваа 2010 година, јас се надевам дека сите наши неуспеси, сите наши падови, сите наши лоши работи, лоши моменти ќе останат во 2010 година, а 2011 година ќе биде наша на македонскиот народ, на македонските граѓани. 2011 година да биде година на афирмација на нашата држава, да биде, но во исто време да биде година на вашите семејства, да имате слога, да имате разбирање, да имате среќа и здравје. Тоа ви го пожелува вашиот градоначалник Стефче Киновски и висината да сте здрави. Нашиот овде председавач со денешното наше чествување ќе ве покани, но во исто време јас да ве поканам на еден скромен коктел кој што го организира уште на Карпуш во ваша чест. Благодарам.